Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани, еве денеска покрај редовната работна посета на секторот за внатрешни работи во Куманово, извршивме и увид во градежните активности на секторот за внатрешни работи. Ова е еден од најстарите објекти, можеби и во најлоша кондиција во државата, кој што започнавме да го реконструираме и навистина работиме на една темелна и квалитетна реконструкција на целиот овој објект. Ако имате во предвид факт дека еден дел од зградата е изграден некаде 1929 година и скоро 50 години немаме, во последните 50 години немаме никакви реконструкции или многу мали реконструкции на овој дел, покажува дека навистина треба сериозно да се зафатиме со реконструкција и токму заради тоа сме посветени во овој период покрај другите објекти кои што ги работиме на територијата на целата држава, да го завршиме и објектот на сектор за внатрешни работи во Куманово. Ние досега имаме реконструирано за овие 3,5 години некаде околу 54 објекти, додека сега во моментот работиме на 4 објекти, тоа е секторот за внатрешни работи во Куманово, тоа е оделението за внатрешни работи во Дојран, оделението за внатрешни работи во Ресен и полициското оделение во Маврово Ростуше. Сите овие објекти се со темелна реконструкција. Овде веќе еден дел од објектот е завршен. Ние очекуваме дека во рамките на предвидените рокови некаде најдоцна до 1 август да заврши целосната реконструкција. Тоа значи промена на кровната конструкција на секторот за внатрешни работи во Куманово, изработка на термичка фасада, промена на сите прозорци со нови ПВЦ прозорци, реконструкција на сите тоалетни јазли, реконструкција на подови, реконструкција на внатрешноста на објектот, целосна реконструкција на инсталациите, значи електрична инсталација, водоводна инсталација, канализациона мрежа и паралелно со ова се подготвува гасификација на секторот за внатрешни работи во Куманово. Денеска е меѓународен ден на енергетската ефикасност и токму по тој повод сакавме да извршиме увид во работењето заради тоа што најголемиот дел од зградите кои што ги реконструираме со квалитетни материјали кои што се добри, односно материјали кои што одговараат на заштита на животната средина и на здравјето на граѓаните и материјали кои што нудат енергетска ефикасност. Таква и ова зграда денеска. Впрочем, се трудиме да покрај создавањето на добри услови за полициските службеници, користиме и вакви материјали кои што ќе бидат во функција на енергетска ефикасност и заштеда на Министерството за внатрешни работи, меѓутоа и даваме придонес кон заштита на животната средина. И токму затоа примерот може да биде и секторот за внатрешни работи во Куманово, во кој што започнуваме со гасификација на целиот овој објект и на тој начин да допринесеме и кон оваа цел да ја заштитиме животната средина. Така да најавувам дека ние и понатаму ќе продолжиме со вакви активности и на создавање на подобри услови за работа и на поголема опременост на македонската полиција, се со цел да имаме и подобра безбедност на граѓаните.